И покрај предупредувањата и преземените превентивни мерки од страна на вработените во водостопанската подружница Брегалница, сопственици на земјоделско земјиште во атарот на селата Горни и Долни Подлог продолжиле со нелегалното прекопување на насипот на Кочанска река и поставување зафат за проточната вода. Минатата недела таквиот обид привремено беше спречен, но одговорните за каналската мрежа во овој дел од полето забележале оти каналот повторно е ископан. Опасноста од неконтролираното излевање на водата, особено после поројни дождови како што имаше во понеделникот попладне, може да предизвика поплавување и оштетување на земјоделските површини што наместо со ориз годинава се засејани со други култури, рекоа од водостопанското претпријатие. Денеска ова што е направено е вон сите норми за одржување на река и на речно корито. Ние како водостопанство се грижиме да ги одржиме реките, да не дојде до нивно излевање и да не дојде до заплавување на самите површини. Овие луѓе тука, не знам со која памет го ова прават, стварат рак рана на самата река. Атанасов додаде дека донесениот годишен план за наводнување што се однесува и на оризовите површини мора доследно да се почитува, за да се обезбеди доволно вода за сите водокорисници. Неовластеното прекопување на речните корита и нелегалното копање канали за наводнување на ниви на истата локација беше забележено минатата недела. Тогаш од водостопанство рекоа дека наводнувањето на нивите што не се влезени во годишниот план носи правни последици, па ваквите случаи се пријавуваат кај надлежните инспекцијски органи, кои треба да ги санкционираат. Ние веднаш првиот пат пријавивме, меѓутоа од надлежниот инспектор Савка бевме информирани дека таа не е надлежна за ова, а исто така имаме пријавено и до Скопје и се надеваме дека во утрешниот ден ќе ни дојдат соодветните инспекции за да ги преземат своите мерки од свој аспект. Пред една недела земјоделците од Горни Подлог се пожалија дека нивните површини планирани за сеидба со ориз неправедно се одбиени од планот за наводнување, поради што сами изградили канал. Едини полиња од цела општина кои не се застапени со една бразда ориз. И лани, и полани, ние ги земаме под концесија за ориз да се ебе. Што ќе биде тука на овај песок, молите? Ако не е ориз. Натаму, после тоа се па бара, само желто трава никне. Или ориз. Намалувањето на површините што требаше да се сеат со ориз го предизвика лошата хидролошка состојба, па поголем дел од нивите се пренаменија за други земјоделски култури. Инаку, од засега непотврдени сознанија за прекопување на брегот на Кочанска река и ископот на каналот била користена градежна машина од друго јавно претпријатие од Кочани, поради што се поставува прашањето кој дал одобрение за тоа.